Додека граѓаните чекаат на реформи и одговори за европските прашања, вториот човек на Мицкоски и вице-премиер Иван Стоиковиќ се обраќа на состанок на локалните лидери на Кина, заедно со српската делегација, изнесоа денес од СДСМ. ВМРО ДПМН од друга страна сметаат дека спорот со Бугарија треба да биде решен врз база на реципроцитет, а не врз подчинување, како што сакаат СДСМ. Додека граѓаните чекаат реформи и европска иднина, вице-премиерот Иван Стоилковиќ, најблизок соработник на Мицкоски и втор човек во државата, се обраќа на седмиот состанок на локалните лидери на Кина заедно со српската делегација. Во земја која е полноправна членка на НАТО и кандидат за членство во Европската Унија, вториот човек на владата отворено промовира стратешка соработка со Кина. Човекот кој јавно се дружи со ноќните волци на Путин, кој слави со проруските структури во Република Српска и кој е тесно поврзан со српските безбедносни служби, сега директно заговара продлабочување на врските со Пекинг. Билатералниот спор со Бугарија треба да биде врз база на реципроцитет, а не врз база на подчинување како што сака Венко Филипче и Социјалдемократскиот сојуз. Времето кога Македонија водеше подчинета и понижувачка политика, предводена од Филипче, неговиот ментор Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз заврши. Граѓаните во најголема мера даваат недвосмислена поддршка на Македонија кон европскиот пат, но исто така сличен процент на граѓани сметаат дека државата не треба да прави повеќе отстапки за да стане дел од Европската Унија.